Стопанството од ден на ден се повеќе тоне, бизнисот очајно бара помош за да ги плати високите сметки за струја, директорите најавуваат бран откази до крајот на годинава, а власта се шегува со енергетската криза. Во два наврати за само 2 недели, министерот за економија Крешник Бектеши со барем за него хумористични изјави околу тоа дали Скопје ќе има парно грејење зимава. И во 12 по полноќ се јавувавте во влада, мене лично, на моите колеги дека утре са бајле, во Скопје нема да има парно, БЕК ќе згасни, тето нема да работи, само не знам што, ништо не е превземено. И што се случи? И тето работеше, и БЕК работеше, и граѓаните на град Скопје нема поголеми фактури како што беше предвидено од 100% покачување и слично. И вчера министерот даде несериозен одговор на сериозно прашање. Се пошегува околу набавката на газ за производство на топлинска енергија за потребите на скопјани, откако од тето од која владата очекува да обезбеди 70% од топлинската енергија, изјавија дека не се сигурни дали ќе може да го исполнат барањето, бидејќи не се знае дали ќе има газ и по која цена ќе се продава. Имаме една понуда за газ, за да закупиме капацитети во Унгарија и во Австрија. Тие што ја даваат ова препорака и ова понуда, утре тука сме ние, значи во преку викенд можеме да работиме, значи веднаш ќе закупиме, само да ни кажат како ќе ја донесат во Северна Македонија. Ако природниот газ со авион може да се носи во Северна Македонија, тогаш ние сме подготвени и тоа ќе биде голема иновативност што ќе го продадеме на целиот свет. Бизнисот алармира со месеци, но никој во владата не реагира на нивните предлози. Ако до пред неколку недели се жалеа на превисоките сметки за струја, сега веќе предупредуваат за енергетско цунами. Министрите велат дека за предлозите на компаниите допрва ќе се разговара. Времето тече, а бизнисите продолжуваат да тонат. Некои едва и може да ја платат само сметката за струја, а камоли да поделат плати и да ги подмират другите трошоци. Бараат субвенционирана цена на струјата за да можат да опстанат. Српската економија, српските компании мегават час електрична енергија го платиат 75 евра, во Босна мегават час електрична енергија од државната компанија која произведува електрична енергија ја продава за 66 евра. Значи, доколку нашето електростопанство произведува струја, треба да ја продава по многу пониска цена на компаниите, на трговците таа електрична енергија и дополнително може да се земе во предвид дека на ЕВН, електростопанство на Македонија, на ЕВН електричната енергија ја продава за 50 на евра мегават час. И додека компаниите од соседството плаќаат 2 пати поевтина струја од македонските, за Бектеши цената од 200 евра која ја плаќаат фирмите на регулиран пазар била доволно намалување. Само за 1000 големи компании важеле моменталните астрономски берзански цени од 700 евра. Македонските власти упорно тактизираат со давањето помош за стопанството, а европските држави кои одамна имаат либерализиран пазар на струја, веќе кројат планови како сите да ги стават на регулиран пазар со утврдена максимална горна граница на цените. Се поизвестно е дека Чешка, земјата која е актуелен председаваш со Европската Унија, ќе ги замрзне цените на струјата, нафтата и гасот, без разлика на официјалниот став на Унијата.